Првиот човек на ВМРО ДПМН и порача на власта дека сите од прв до последен ќе одговараат за спорниот договор за изградба на автопатиштата. Христијан Мицкоски алармира дека со спогодбата која ја крие, власта ја поставува Македонија во подредена положба, на која и се уништуваат народните ресурси. Најави дека во следните денови ВМРО ДПМН е на јавноста аргументирано и со докази, ќе и представат и други спорни моменти, кои Уставниот суд ги поништил пред години. За ова кривично дело, од првиот до последниот ќе одговарат. Идната влада на ВМРО ДПМН има намера во детал да навлезе во ова што тие го преземаат како врска и бидејќи ја ставаат свесно државата во подредена улога, а со тоа и ги уништуваат народните ресурси. Јас јавно кажувам, еве, повторно, вчера го кажав тоа и денеска ќе го кажам, ќе одговараат. Наместо конкретни одговори, премиерот Ковачевски повторно влезе во битка, ја обвини опозицијата дека ширела лаги и хистерија. ВМРО ДПМН и нивните представници, особено раководството, во изминатиот период потврдија дека единствено што знаат да прават е да шират хистерија, лаги и да блокираат во собранието. Тоа го правеа со сите законски решенија кои што беа во времето на пандемијата, во времето на енергетската криза и го прават истото со сите големи инфраструктурни проекти. Договорот со Бехтел и ЕНКА е потпишан врз основа на посебен закон одобрен во собранието од страна на сите пратеници. Најавените законски измени за евентуално зголемување на работната недела со цел да се заврши проектот во дадениот рок наидоа на отпор од пратениците, невладините организации и синдикатите. Дури и председателот Стево Пендаровски призна дека во законските решенја имало спорни одредби. Тој ќе чека да ги види финалните верзии пред да одлучи да ги потпише нивните укази.